Во тема на денот, како што најавив за случајот Пулс, вечерва разговарам со државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Господин Коцевски, добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Добро вечер, благодарам на поканата. Слушнавме размислувања на многу страни кои што се дел од целата оваа постапка. Сакам да ве прашам какви се вашите лични очекувања од предметот Пулс. Видите, пред некој ден имавме средба со ВД председателката на Основниот суд Скопје. Имаше представник, односно председателот на Адвокатската комора, јас како државен обвинител и дел од обвинителите, токму во однос на овие околности очекуваме транспарентна постапка, динамиката на судење. Судот ја определува, од наша страна се исполнети сите услови, така да токму во тој правец, јас како државен обвинител ги ангажирав дополнително уште неколку обвинители, а се со цел да не се одоголекува постапката од страна на јавното обвинителство. Затоа што, еве, денес, колку што знам, некои не биле присутни од тие сите обвинители, имајќи предвид дека имаја некои неодложна работа, а некои други причини. Денеска, на почетокот на судскиот процес, судиката стави јасно до знаење дека никој не може да процени колку ќе трае судскиот процес. Таа вели може да трае 5 месеци, може да трае 5 години. Какви се вашите очекувања? Колку може да трае овој судски процес? Вака, во тој дел судивката можеби мислеше на конечна одлука, што верувам дека е така, меѓутоа секако не верувам на првостепена одлука, со оглед дека првостепена одлука да трае толку голем период, не верувам, имајќи ги предвид и одредени законски рокови, што сепак во однос на одоговлекување на судењето не, меѓутоа има одредени рокови во однос на определени мерки, што се определени мерки против самите обвинети. Сега слушнавме различни размислувања во јавноста, некои велат дека обвинителството е тоа кое што оставило простор да се одолговлекува постапката со тоа што 38 обвинети имате во еден предмет. Реално, може ли да се очекува на секое судење да бидат присутни сите обвинети? Во однос на тоа е погрешно гледање дека обвинителството оставило простор за одоговлекување на постапката, затоа што се работи за 35 обвинети кои што мора да бидат опфатени во истиот предмет. Јавното обвинителство на тие околности уште од почеток на постапката и истрагата размислуваше дали овој предмет може да се подели по евентуално институции, дали по периоди, дали можеше да јавното обвинителство направи некоја друга евентуална распределба, меѓутоа во почетокот тоа го размислуваше затоа што имаше околу 48 осумничени. Меѓутоа, со подигање на обвинение, се подигна обвинение само за 34 плюс уште 1, 35 и 3 правни лица, што значи дека бројот на обвинети не е, да речем, голем и воспротивно, доколку би се раздвоила постапката, тогаш има законска можност да едните обвинети бидат сведоци во друга постапка. Се работи за исти докази кои што би се повторувале во двете постапки и тоа би довело до поголемо одоговлекување на постапката. Поради целисходност на постапката, јавните обвинители одлучија, тимот на јавни обвинители одлучија да се води една постапка против сите обвинети, што ценам е и јас тоа како е најцелисходно решение. Може ли судот да ја раздвои постапката? Видите, судот денеска, од она што го видов, воопшто не ја раздвои, туку воспротивно ја спои постапката по двете обвиненија, односно и постапката по обвинетиот за обезбедувањето, односно директорот на Рубик. Господин Коцевски, го слушавме во ведното обраќање на обвинителот денеска на стартот на судскиот процес. Многу јасни, многу конкретни ставови, информации изнесе за јавноста во тоа воведно обраќање, дека дискотеката била буре барут, дека сите биле свесни што се случува, дека чекале некој да пријави, дека воопшто не превземале ништо. Не знам кога била вашата последна средба со родителите, тие денеска со аплауз го поздравија ваквото обраќање на обвинителот, неговото воведно обраќање во судница, но ако застанете пред нив, може ли да им кажете дека обвинителството направило се од аспект на
законската постапка за предметот ПУЛС? Вака, со родителите имавме досега 3 средби. Последната средба беше минатата недела. Сите овие околности им ги објаснивме на родителите и им ја објаснивме текот на постапката. Сите спорни нивни прашања, што беа во нивни интерес, им ги објаснивме. Така да во тој поглед, од наша страна, родителите се запознаени со сите аспекти на обвинението. Вие лично сметате дека се е опфатено? Што можело да биде дел од оваа постапка? Во овој момент, а врз основа на доказите, јавното обвинителство поднесе обвинение против 35 физички и 3 правни лица. Меѓутоа, тоа е јавното обвинителство што се однесува за овој предмет. Меѓутоа, при крај е постапката истражна во однос на полициските службеници. Таму се офатени околу 30-тина, со тоа што очекуваме негде во првата половина од наредниот месец да се донесе јавно обвинителска одлука по тој предмет. Секако, во интерес на јавноста, морам да кажам дека се има уште една предистражна постапка, која исто така може да се очекува дека ќе биде во брзо време, против за лица вработени во управата за јавни приходи. Што значи тоа во брзо време? Па, отприлика она што го кажав и за полициските службеници, може би и порано, меѓутоа во тој период. Знаете зошто ве прашувам дали може да излезете пред родителите и да им кажете дека се е опфатено? Затоа што јавноста за оваа постапка за вработените во УЈАП дозна од медиумите, од информации добиени од свиркачи, ги видовме тие пораки и комуникација и на еден од собствениците на дискотеката со инспекторите, најава за инспекциски служби, па испраќање на подароци, дали им се допаѓаат, не им се допаѓаат. Да не се случи во иднина да бидеме сведоци повторно на вакво нешто преку јавност. Видите вака, предистражната постапка е тајна. Таа постапка е почната заедно со постапката кога се почна и за предметот за кочани. Што значи дека јавното обвинителство не смееше да изнесува никакви докази и ништо да соопштува во однос на таа постапка и за која институција се работи. Токму од тие причини ние чутевме, ја водивме професионално постапката и затоа таа сега е и таа постапка, да речам, во завршна фаза. Но тоа е последната која што ќе биде дел од целиот овој случај. Видите, во моментов и за таа постапка има докази, што значи дека последната никогаш не може да се види, затоа што, верувајте, од она што го имаме како докази, излегуваат и други работи, што можеби ќе бидат проследени во друга постапка, во друго надлежно обвинителство, против одредени лица. Господин Коцевски, денеска стартуваше судскиот процес, но еве гледаме дека политичарите веќе се договорија да формираат анкетна комисија во Собранието. Тоа значи дека паралелно, додека се води овој судски процес, политичарите ќе водат политичка истрага во Собранието за случувањата во дискотеката ПУЛС. Како гледате, може ли ова да помогне, може ли ова да штети на постапката која што е во тек во судот? Видите, политиката треба да ги тргне рацете од оваа постапка, затоа што се води судска постапка. Тоа, дали ќе има анкетна комисија или не, тоа останува на политичарите. Меѓутоа, моje лично мислење е дека во овој момент се води судска постапка и не би било целисходно да се води анкетна комисија, имајќи предвид дека таму ќе се расправа можеби за одредени работи кои што ќе бидат предмет на судската постапка. Ја реков тоа лично моje мислење, меѓутоа на политиката оставаме таа да реши. Во секој случај сметам дека судската постапка треба да биде трансparentна и да заврши, па евентуално после доколку сметаат дека треба да има некаква политичка одговорност, тогаш политичарите можат и да формираат анкетна комисија и така натаму. Во овој момент моje лично мислење сметам дека не е потребно. Коцевски, секојдневно ги слушаме пораките од говорниците на политичките партии, верувам ги слушате и вие во однос на тоа кој се мешал, кој не се мешал во судството. Во целиот овој период има некаков притисок врз јавното обвинителство? Видите, да имаше притисок досега, немаше да бидат толку обвинети, односно прво осомничени, па потоа обвинети, и немаше толку постапката да бидат опфатени. Со тоа што, верувајте,
од она што го имам сознание од тимот на јавни обвинители, никој досега на никого нема вршено притисок. Ниту мене, ниту на нив, меѓутоа морам да нагласам дека во двете постапки е постапувано по кривична пријава на Министерството за внатрешни работи. Значи, тоа е еден дополнителен факт да кој може да се меша во однос на јавно-обвинителските одлуки на јавните обвинители и ги охрабрувам. Јас држам со нив да не решим секојдневни состаноци и вчера имавме состанок околу начинот на кој што денеска ќе биде презентирано во ведниот говор, така да верувајте, јавното обвинителство нема никаква селекција да врши во однос на потенцијалните нови, да речем, обвинети, односно и до сега немаше никаква селекција. Тие што има докази, подигнато обвинение. И понатаму за тие што ќе има докази, ќе биде подигнато или нема да биде подигнато обвинение. Да, без разлика на вашето размислување, вчера премиерот јавно побара ваша смена, вели дека не си ја работите добро својата работа. Го чувствувате ова како притисок или каков би бил вашиот одговор на овие обвинувања од премиерот? Видите, ваквата изјава е скоро неколку месеци. Јас и понатаму ќе продолжам да ја вршам работата законито, совесно, професионално и се уште сметам дека се е тоа само политичка изјава, затоа што резултатите можам да кажам дека се истакнати во нашиот извештај годишен, па еве само за податок ќе ви соопштам дека од страна на Министерството за внатрешни работи имаме прилив од 14.000 предмети. Тој прилив како бројка од 14.000 предмети јавните обвинители го решиле. Не викам дека тоа било годинава, меѓутоа како прилив од 14.000 предмети го решиле. Меѓутоа имаме на 20.000 предмети решени за ова година, односно за минатата година. Тоа стои во извештајот, кој извештај е јавен, што значи дека во однос на работата на јавните обвинители во моментов со помалку 70 на јавни обвинители, а пред неколку месеци со помалку 100 јавни обвинители, сметам дека навистина во тој дел можам само да ги охрабрам јавните обвинители и да им посакам и натаму успешна работа. Некако главна тема изминатиот период стана платите на судиите на јавните обвинители. Дури вчера премиерот јавно објави дека платата на председател на еден суд во државата изнесува 188.000 денари со додатоци. Денеска од владеачката партија ги повика и судиите и јавните обвинители да се ги засукаат ракавите и да работат за тоа што биле најдобро платени во регионот. Најдобро ли сте платени? Видите, во однос на платата на јавните обвинители на судиите, ќе кажам едно, само дека платата е регулирана согласно закон. Доколку законодавецот смета дека таа плата е висока, може да донесе закон да ја намали. Во тој дел ние не можеме ништо. Законодавецот тој е кој што одлучува за висината на платата. Што значи дека точно така нека се изврши некое споредување со околните наши соседи и нека се утврди колку е платата на јавните обвинители, на судиите во нашето соседство, тоа не е никаков проблем. Значи, не можеме ние како јавни обвинители да влијаеме на платата, затоа што тоа е регулирано согласно закон. Како платата, така и додатоците за плата. Со тоа што само ќе истакнам дека оваа година многу малку или за, не знам, 1, 2, 3 месеци можеби се исплатени само додатоци на јавните обвинители и на јавно-обвинителската служба. Затоа што, согласно сегашниот закон, јавниот обвинител може да определи додатоци на јавните обвинители до 30, односно таму до 35%. Јас како државен јавен обвинител им определив само 1%. Токму за да не бидеме подложни на судски постапки. Затоа што сепак треба да се штеди. Ценејќи ги сите околности, мое дискреционо право за јавните обвинители е да им определим дали ќе има или нема додатоци. Оваа година, да ви кажам дека најмалку имаат земено додатоци, ја ќе кажам неколку месеци беше тоа 1%, а после и да речем 0.
Знаете ли колку изнесува просечна плата на обвинител? Немам сознанија, меѓутоа тоа можете дополнително да го доставите до нашата пресслужба, ќе ви каже, или евентуално до управата за јавни приходи кој што располага со така. Се најавува некакво решение за финансиска независност до крајот на годината. Какви се вашите очекувања или имате ли пресметка колкав процент би бил доволен за да се исполни во целост работата на јавното обвинителство? И во тој поглед законодавецот предвидел и со досегашниот закон за јавно обвинителство да на јавното обвинителство му се додели 0,4% од буџетот. Че истакнам на оваа околност имаше и од страна на Државниот завод за ревизија и извештај во однос на трошењето на буџетските средства и Државниот завод за ревизија многу јасно кажа дека во конкретниот случај на јавните обвинители не им се исплаќа по закон она што е предвидено. Сегашниот закон, еве и денеска го добив предлог и тоа се расправаше неколку месеци, е предвидено да тој износ се зголеми на 0,5%. Законодавецот така смета дека со тој процент ќе се задоволат потребите на јавното обвинителство. Вие мислите дека ќе се задоволат со 0,5%? Ние мислиме дури и со 0,4%, имајќи предвид дека сега се доделуваат само околу 0,2%. Неколку години, не е да оваа власт тоа го од неколку години уназад, затоа што законот е донесен за јавно обвинителство 2020 година, од тогаш навамо околу 0,2 се доделуваат секоја година парични средства на јавните обвинители. Господин Коцевски, морам да ве прашам и за два актуелни случаи во јавноста. Многу вознемиреност кај граѓаните внесе она информација објавена од страна на министерот за здравство во однос на наодите пронајдени, утврдени од стручната комисија, која што посочи дека повеќе од половина од пријавените случаи за непотребни операции на срце потврдиле дека непотребно биле вршени. Постапувате ли по овој случај? Ќе чекате прво извештај да добиете од оваа комисија што се случува? Немам некои посебни информации, освен овие информации од медиумите, доколку нешто денови ве стигнало не знам, меѓутоа у секој случај чекаме што ќе одлучат она комисија, односно комората или кој беше таму да ни достават одредена документација за да евентуално ние постапиме и дадеме одредени напаствија во текот како ќе се преземат одредени действија. По неколку месечна работа, како што рековте, беше приведен директорот на платежната агенција, по ова беа блокирани средствата од ИПАРД програмата, одговори бараат и европските институции. До каде е постапката? Ќе има проширување на осомничените? Дали ќе има проширување или не, се уште не знаеме, имајќи предвид дека се работи во моментов на екстракција на телефоните, на електронските уреди. Има притвор за неколкумина, односно речи се за сите, освен еден домашен притвор, така да постапката мора да биде брза, имајќи предвид дека се работи за притворенички предмет, меѓутоа се зависи од добивање на доказите, односно обезбедување на цврсти сигурни докази. Господин Коцевски, благодарам многу за гостувањето. Благодарам на вас.